Добар ден. Како сте? Добро, вие како сте? 36 со 2. Ви благодарам. Дезинфекција на раце и мерење на телесна температура ќе биде секојдневие, како за дечињата, така и за целиот персонал во детските градинки. Ни официјални протоколи, ни одлука. Останува неизвестно дали градинките ќе ги отворат вратите. Родителите загрижени, а воспитувачите во безброј дилеми за начинот на нивното функционирање, но и на децата. Алфа влезе во детската градинка, авионче во општина Петровец. Неколку пати дневно чистење на подовите во објектот и растојание меѓу масите за седење се само дел од неофицијалните протоколи. Занималните се очигледно многу мали за да се одржи препорачената дистанца од 2 метри. Во нормални услови, дечињата на една масичка можеа да седат 4, а сега само 2 дечиња. И играчките се незаменливи од денот поминат во градинка. Ова е само една од многуте играчки на дечињата кои што секојдневно се занимаваат со нив. Колкава е веројатност оваа играчка да биде искористена од повеќе деца? Дали воспитувачите ќе можат да запазат на ова? Многу пати машките дечиња се собираат во група и играат, со колички си возат, ги употребуваат знаците за во сообраќајот. Девојчињата сите по некој непишано правило одма ги се пуштаат на кајкуинскиот прибор за работа и нормално сите ги допираат, ги зимаат во своите рачиња. Иако секојдневно се прави дезинфекција на играчките, од септември ќе е многу потешко. Се наоѓаме во јаслината соба каде што се згрижени најмалите дечиња. Во моментов, во оваа просторија има 17 креветчиња, а според новите протоколи, доколку стартуваат со работа градинките, тука, во оваа просторија, ќе можат да бидат сместени само 6 дечиња. Секој детенце ќе си има свое кревече, кревечето ќе си биде подпишано и ќе има 2 постелнини со негово име. На кој начин ќе се подготвува храната и како ќе им се дели и на најмалите и на поголемите деца? И тоа е непознато. Приготвената храна им ја носиме на колички до занималните, таму ја превзема воспитачките и ја делеа на дечињата. А сега чекаме нов протокол да видиме како ќе биде и на кој начин ќе работиме. Иако вратите се затворени на градинките, од Министерството за труд и социјала велат дека приоритет за посетување на градинка ќе имаат децата на самохраните родители и деца на двајца родители кои се вработени и за тоа ќе донесат потврда во установата, а рокот за тоа истекува денеска. Огромен проблем е на нашата градинка и на нашите дечиња, тоа што вработеноста во ова општина не е запоставена, баш напротив, многу семејства чекаат, двајцата родители се вработени и чекаат нивното дете да е згрижено. Инаку градинките не работат од средината на март. Првата најава за нивно отворање беше во јуни, зашто претходно се тврдеше дека е направен скрининг на сите вработени, но изгледа не е така, барем не за оваа во Петровец.